како сакате. Ни дариле онолку дури и повеќе од колку што е доволно за да опстане човекот. Но со развојот на цивилизацијата, човекот се почесто ја злоупотребува и ја уништува природата. Ова е поинаква тема за дискусија. Овој пат ќе зборуваме за луѓето, односно поединците кои што знаат како да се однесуваат со даровите од природата. Такви едни поединци се примерите на отец Гоце и неговата сопруга Божица, кои што ќе ни бидат во фокусот на вниманието во следните неколку минути на Слободен печат. И покрај тоа што, како што можете да забележите, се специфични по тоа што тој е отец, а таа попадијата е Божица, дополнително се уникатни и по тоа што произведуваат сушено овошје и зеленчук. Како изгледа нивната приказна, дознаваме во продолжение токму од отец Гоце, кој што ни пристигна од Радовиш директно во студиото на Слободен печат. Добре ни дојдовте, отец. Добре ви најдов, благодарам на поканата. Задоволството е наше, огромно е задоволството по долго договарање и најавување. Чест ми е што ве имам наспроти мене, што ќе можеме на нашите гледачи да ја прераскажеме вашата интересна приказна. Интересно, специфично, несекојдневно, неконвенционално живење за еден отец. Како доаѓа приказната да почнете да се занимавате со сушење на зеленчук и овошје? Значи, сушењето на зеленчукот и овошјето во нашето семејство е традиционално. Значи, не е тоа како една идеја од вчера за денес, туку тоа трае веќе во неколку генерации во нашата фамилија. Или она што го паметам јас сум веќе да речеме третата генерација која што јас ја знам дека нема нешто или барем во годината да немаме неколку работи кои ќе бидат исушени и ќе бидат складирани за наша храна и потреба у текот на целата година која имаме. Тоа продолжи да трае и понатаму од моето стапување во брак со мојата попадија, ние си ја продолживме таа традиција и таа трае и ден денес. Меѓу другото, денес тоа малце и на поширок и на поголем план, за да можеме не само за себе, туку тоа да го споделиме и со другите околу себе, па дури и оние луѓе кои што не ги знаеме и познаваме, а имаат потреба токму од таквата храна. А сите имаме потреба. А сите имаме потреба, значи пред се и обично во секојдневието, она што го кажувам пред се кога треба да разговараме, молитвата е лек за душата, а храната е лек за телото. Тоа е фактички едно и од моето мото кога станува збор токму за зеленчукот и за овошјето, за да можеме ние тоа да го направиме, да го имаме во текот на целата година. Одлично. Покрај тоа што рековте дека вие го правите на еден поширок начин, ќе дозволите да додадам и на еден пософистициран начин. Навистина многу интересно, модерно, едноставно, а уникатно спакувани производи. Што се произведувате вие во однос на сушењето на овошје и зеленчук? Вака, значи ние имаме некаде околу 40 работи од овошјето и од зеленчукот, заедно со еден дел од, ако можеме слободно да кажеме, тука се чаевите кои исто дел од нив може да се користат и како зачини. Бројката е некаде околу 40. Ограничени сме во количините, не сме неограничени во количините, пошто сепак ние работиме со 4 раце. Ние сме 20, нели 4 раце. И го работиме во обично во секојдневно во слободното време, планиран начин на производство, кој користиме сите природни ресурси, тргнувајќи од производството на природен начин, тоа да биде еко, да биде био, па потоа и користењето и сушењето да биде исто на природен начин преку начинот да го искористиме, значи сонцето, топлиот воздух и сето тоа да биде домаќински сработено и изработено. Од зеленчукот и овошјето треба да биде извадена само водата. Сите други хранливи состојки треба да останат внатре. Затоа има техника, претпоставувам. Има техника, да. Тука нели си има начин на сечење, дебелината на сечењето, температурата на сушењето кој е битен фактор за да се запазат сите тие хранливи вредности. Тоа го имаме во литературата, нашите институти тоа си го сработиле на време, само некој треба да земе да дознае, да осознае, да прочита, да научи и да проба. И да проба и да практикува. Тоа сушарите каде ви се наоѓаат во домашни услови? Како изгледа тоа целиот процес? Вака. Сепак тоа е кога земеме да правиме муабет, ние сме научени или онака сме обременени да гледаме многу големи нешта. Тоа е индустрија. Ние не сме индустрија. Ние сме домашно производство и нашата големината на сушарот или дехидраторот е мала. Количински работиме со максимално 50 килограми.
во еден процес, зависи од што ќе биде. Значи, ако тргнеме од сливата, значи сливата можеме да ставиме 50 кг со семка, 25 кг е без семка. Сите други работи кои ги дехидрираме и ги сушиме се со помала килажа. И се добива она што треба. Значи се има временски период на сушење, се има мерење на влагата на колку треба да заврши процесот на сушењето и мора да се спази тој дел за да може да стои да опстојува. Значи мора да биде се така како што треба. На кој начин почнавте? Како се развива циклусот на сушење? Вие зборувате, вие сте трета генерација, претпоставувам зборувате за вашиот дедо, вашите родители, така? Да. Како сушеа тие, како сушите вие? Тие беа 100% на природен начин. Апсолутно. Тука се користеше сонцето, сенката и воздухот. Тука се користеше, да речеме, значи, подкровниот дел на местото на живење во домовите, во куќата, значи имаше начин на уредување. Ние сето тоа го продолживме можеби до пред 4 или 5 години да го правиме на истиот начин, ама променивме. Ради условите, ради хигиената, ради прашината, ради животинскиот свет кој обично знае да нападне нели на тај дел, за да бидеме 100% сигурни у тоа што го имаме и од хигиенски и здравствени причини сме уредени на тој начин. И сега зборувате дека всушност секојдневно го правите ова, така Да. излегува, нели? Да. Секој ден нешто треба да се направи околу сушарата. Да. Еве, моментално да речеме во утрото пред да дојдеме, нели сите тие работи, сега моментално го работиме босилокот. Добро. Значи во формата на босилокот тоа е наш производ. Значи ние си го имаме направено, значи и расадот и местото каде што е посеано. Сега моментално е неговата берба. Ама не целосна берба, туку онака како што ќе созрее цветот, само тој цвет го береме. Значи, треба да се знае апсолутно, кога. апсолутно. Значи може да има значи и 3 и 5 и 15 цвета на еден корен, меѓу другото и не може од него само да земеме 2. Само тие се стасани. Значи треба да знаеме да препознаеме кој цвет можеме да го кој е зрел. скинеме. Кој е зрел во целост, а тука ни помагат и во тој дел да речеме и пчелите. Значи тоа е идеалното мерило, значи чим цветот го посетува да речеме пчелата, значи се уште има полен на него, се уште зрее, созрева и едноставно кога може да кажеме ќе си замине пчелата, тоа е веќе наш. За берба. Добро, и сега колку трае еден процес? Претпоставувам за секој производ е различно. Различно, да. Од прилика колку ви одзема време? Да, сушењето е автоматизирано. Добро. Автоматизирано е сушењето, значи временскиот период самиот дехидратор и сушара има подесување на време, подесување на температура. Значи тргнуваме можеби од саат и пол или 2 како најмал процес кој го имаме во лисниот дел или кога ќе почнеме да сушиме, значи имаме дури 24 часа. И сега што се вклучуваат вашите производи? Видов дека домат сушите, така? Може да наброиме Може. од прилика? Значи вака од зеленчукот го имаме, значи доматот имаме пиперката, еверската пиперка и имаме печена, лупена, нели, и сушена која може да се користи секојдневно, па и во декември месец кој е најлодно можете едноставно да си направите македонски ајвер, доколку имате нели имаме везен или режан пипер, блак, лут, го имаме спанаќот, го имаме празот, кромидот, млад кромид, стари компирот го имаме во мелена форма за пире, го имаме значи во рестована форма, имаме направено еден многу убав примерок, тоа е зеленчукова чорба, која што е прекрасна и содржи можеби десетина работи внатре, која е многу благопријатна и таа е инстант. Незиното готвење е значи за 20 до 25 минути имате значи еден оброк. Во кесличка купуваме чорба? Да. 20 до 25 минути ја само да дехидрирате и ја послужувате на трпезата. Одлично. Па тоа е благодет за една домакинка. Апсолутно. Имаме значи и зачин еден направен од 10 работи кои се одржи внатре, значи да не заборавиме, тука имаме тиквичката, тука имаме морков, грашак, значи се можно. Како што и не иде периодот во текот на сезоната од зеленчукот, тај процес го работиме. Истото и со овошјето, како што ќе стаса за берба, така и го работиме. Значи јаболката сами си ја береме, у недостаток како ланската година нашите не дадоа, мораше да земеме и да позајмиме и да купиме, нели, од друг, ама добро зачувани, одгледани, значи на еколошки и биолошки нели начин. Тука е од овошјето имаме и праската, тука имаме јапонското јаболко, јапонската круша, тука го имаме кивито кое ни овозможува да го имаме значи од сезона, овошјето го работиме да имаме од сезона до сезона.
Да не престанеме да го консумираме тој производ, впрочем. Кога го нема во природата, ние го имаме во апсолутно. сушена Значи форма. може да се употребува и како суво овошје за јадење, нели, за дегустација, пошто количината од 50 грама овошје заменува, значи, целосен оброк со можеби чаша вода или еден чаша природен сок кој го имаме, тоа е доволно, дури и многу за еден човечки, нели, организам. Пошто количината на зеленчукот и овошјето, ако го земеме во просек, да кажеме количински како изгледа, разликата е многу голема. Значи ние можеме да стасаме до 30 килограми свежо за килограм суво. Значи можеме да имаме 5 килограми, најмалце 5 килограми свежо за килограм суво. Значи убавината на работите е, да речеме, значи го имаме и лукот во прашкеста форма која направена, која може да се употребува секојдневно и на било кое време и на било кое место. Значи ние не се соочуваме со проблемот на мирисите, не се соочуваме со проблемот на другите работи. Значи тоа е благопријатно сето направено. Немаме судрување на мирисите, немаме судрување на течностите, туку редехидрирањето од самото употреба во храната. Споменавте дека дел од производите се од вашата бавча, Да. но дел, предпоставувам, ги наоѓате преку земјоделци и внимавате да биде тоа органско, колку што можев да забележам. Апсолутно. Да? Тоа е предноста на сите тука ни се договорите и разговорите дека треба да почнеме да произведуваме органска храна. Значи треба да произведуваме природен начин за да можеме да ги искористиме сите бенефити. Дехидраторот или сушарата е добар показател што фактички имаме внатре. Доколку е хемиско третирано. Се забележува. Се забележува, апсолутно. Пластика, јас така велам. Зелената боја не е зелена, туку е црна. Да, се согласувам. Лесно ли се наоѓа, се стигнува ли до органски производи во Македонија? Некако се почесто наоѓаме убав зеленчук, се поретко наоѓаме. Како поминуваат годините, јас велам многу ретко денес да го помирисаш оној убав патлиџан, оној убав домат од детството. Се наоѓа, но се поретко. Слушаме за извоз. Дали наоѓате лесно луѓе кои што имаат органско производство? За јас да. Да? Јас да, пошто имаме тој дел ми е како договорен однапред. Кога станува збор за патлиџанот, да речеме, значи веќе ми е договорено со иако сме пријатели, иако сме блиски, нели секојдневно живееме, ама ете да речеме неговото производство на црвениот патлиџан и му велам, значи вишокот е мој. Значи, на време си се пазарите вие. Точно, произведи, излези на пазар, продади, вишокот е мој. Како? Значи, оди во сушара, после конзумација. Вие сте дел од оние саами за храна. Луѓето можеби ќе ве препознаат, дел од нашите гледачи можеби и ве познаваат, можеби и стапиле во контакт со вас. Низ годините се појавувате таму, очигледно дека точно ја знаете како функционира и сте во непосреден контакт со земјоделците, ни доаѓате и од таква средина, сте во постојана комуникација со нив. Каков е животот на еден земјоделец? Вие како ќе го оцените? Уствари, ако имаме љубов, ќе имаме многу нешта. Ако немаме љубов, ништо немаме. Тоа се однесува за сите професии, не само за земјоделието. Да. Ако ние земјата ја обработуваме со љубов, ако го сакаме, побараме благословот токму за нејзиното нели обработување, кога ќе ставиме едно семе во земјата, значи повторно треба да побараме преку молитва благослов за да може да добиеме нели род и плод од таа ситуација. Инаку јас сум родом од Малешевијата. Моето нели родно место е Владимирово. Ако тргнеме од самиот процес на местото на живење, Малешевијата е цел планински и природен појас кој го имаме. Значи, ние сме пораснати во природа. Да. Ние ја сакаме природата, значи. И ден денеска го сето тоа практикуваме. Меѓу другото, мојата, да речеме, значи професија и мојата служба или богослужба ми е одредено да живеам нели во Радовиш, ама повторно обслужувам една селска парохија од неколку повеќе нели села и таму се луѓето земјоделци. И каков е животот на земјоделците? Има ли интерес за одгледување на органско производство? Дали, можеби со вашата работа ги мотивирате и помладите луѓе, забележувате ли? Тоа сакав да го потенцирам и да го сакам, да го кажам, да. Тоа е така. Меѓу другото, пред се треба да помине временски период дека кај сите луѓе е ставено негде ускриена форма, значи страв. Што ако не биде? Како нема да биде? Значи,
колку повеќе се трудиме, колку повеќе разговараме. Значи ние ги тука ги имаме значи сите информативни гласила, тука се медиумите, начинот на комуникација, разговорот. Еве денес придонесува да речеме, значи утре едно здружение од неколку производители на органска и здрава храна, не мора сите да произведуваат патлиџан, значи едниот нека произведе кроми, другиот ќе произведе нешто друго, нели сите тие работи. Кога сето тоа би го направиле како едно здружение за производство на органска и здрава храна, кога повторно да речеме ние ќе се обратиме до вас за ваша медиумска нели поддршка, сето тоа ќе стаса до луѓето, до оние кои сакаат да практикуваат, тие сами ќе дојдат ако треба. Има интерес за вакви производи, сакаат да купуваат? Има. Значи ние учествуваме фактички на сите саеми за храна. Ете веќе да речеме значи направен е распоред и оваа година, пошто сме лоцирани нели во Скопје. Скопје веќе оваа година ќе бидем и мислам дека ќе се одржи, тоа ќе биде трет пат да се одржува во паркот и е доста од голем обем, значи имаме таму некаде околу 400. Вкусија традицијата, да, имаме таму значи некаде околу 400 излагачи на секаква форма од храна, меѓу другото да речеме тај дел на сушена храна и зеленчук можеме на прсти да се изброиме, односно со тој обем сум само јас. Тоа велам, реткост сте, раритет сте во општеството. Апсолутно, апсолутно. Не успеавте да инспирирате некој друг. Има меѓу другото тоа е со ете да речеме еден или два производи, кој е многу малце. Луѓето се посветени да речеме на друга дејност и на друга работа во земјоделието, ама ете тука ги имаме јаболката, ете имаме само јаболко нели ние. Другиот ја има нели само сливата. А во поголем обем значи го нема. И тоа е добро да речеме што да речеме последниот нели саем во Скопје беше просто бев изненаден кога приидоа луѓето и јас сакав да им презентирам што имаме, кога рекоа да, ние знаеме од ланската година. Тоа е доброто, ние знаеме веќе што имате, како имате, кој е квалитетот. Ние дојдовме само да си го земеме она што ни треба. Од секојдневието наши ги имаме студентите. Добро. Значи студентски оброк, здрав, хранлив, кој може да се користи во секојдневието. И тоа е многу добро тие да го добијат тоа. Значи немаме услови. Ние имаме еден месец за да конзумираме свежо јаболко. После сето друго е начинот на вештачко одржување, да речеме, во таа свежа, навидум свежа форма, можеме да ја кажеме. Тука е праската, тука е кајсијата, тука се сите други работи кои ги имаме. Значи, ама со самото сушење и со самото дехидрирање, пошто сите хранливи вредности се задржани, ние можеме да го потребуваме во секојдневието. Одлично кажано, едно клучно прашање за многумина кои што ќе ги интересира, дали е скапо? Не. Не? Не. Пристапна цена е за нашиот граѓанин? Пошто станува збор за производство на поголема количина, значи начинот на обработката и самата производна цена ради количината е друга. Значи јас купувам од земјоделците, не откупувам. Така. Тоа е мотото мое, второто мото мое покрај нели молитвата е храна за нели лек за душата, храната за телото. Моето второ мото е купувам. Не откупувам. Пакувањата ги имаме по 50 грама, по 100 грама, имаме значи килско пакување, тоа е желба на оној кој сака да си нараче, да си порача, работиме значи од прак. Значи се уште не сме излезени на било која друга форма. Тоа сакав да прашам, во маркетите нема, така? Не. Значи имаше добар предлог и понуда да влеземе нели во маркетите, меѓу другото тогаш ќе беше комерцијализација. Ние тоа не го сакаме моментално. Не дека не чувствуваме потреба. Ако сакаме да разговараме за бизнис, за приходи, за остварување нели поголема количина, значи тука ќе дојдеме да ќе влеземе во круг, ќе работат 5 луѓе, ќе работат 10. Тоа сакам да кажам, тогаш ќе ви треба. Тоа е развој. Дополнително. Апсолутно, не е тоа проблем. Меѓу другото, треба да се задржи она што треба да е. Ако ние влеземе во комерцијализацијата и сите тие работи. Моментално споменавте дека работите со вашата сопруга, со попадијата. Да. Нагласив споменав затоа што е навистина интересно што таа го носи едно многу убаво и специфично име, Божица. Да. Кој знае како е чувството да се викаш Божица. Како излезе приказната да се запознаете вие? Тоа ли беше клучно тоа што ја одлучивте да биде ваша сопруга? Секако се шегувам. Не, тоа е љубовта. Тоа е љубовта, нашето знаење и запознавање уште од млади, нели детски години, можеме слободно да кажеме, од средношколските денови и трае и до ден денес. Како изгледа целиот ваш заеднички процес? Како таа ја прифати? Се е со договор. Се е со договор и се е со разговор. И се е со добра волја. Значи, ќе работиме. Можеме, не можеме. Значи, се е со договор, се е со разговор, за да можеме да дојдеме до ситуација да имаме нели еден
можеби плод. Ако разговараме за начинот на уредување или на украсување, сепак женското око малце Тоа сакам да прашам, чиј дел, така? Пофина нели работа нели во сите тие работи, да речеме денес ако ги гледаме сите украси, таа има учество во тоа. Одлично, ќе ја поздравиме. Се надевам во следната прилика ќе успееме и со неја да се запознаеме. Вие сте парухиски свештеник, претпоставувам вашата професија има бројни обврски. Колку тоа ви помага преку ова ваше хоби, може така да го наречеме хоби, може. Колку вашата работа како свештеник ви помага да стигнете до луѓето со вашето хоби? Како луѓето Да. Секојдневно. Значи комуникацијата и разговорите кои што ги водиме со покрај духовната потреба, покрај црквувањето, покрај било кои работи да ги завршиме, значи тоа е секојдневие кој го имаме. Значи човекот кој се бави со земјоделие, а произведува патличан, значи јас разговарам со него. Оној кој што произведува пиперка, значи разговарам со него. Како народот, како христијаните гледаат на вас, со оглед на тоа што сте еден навистина некарактеристичен, неконвенционален поп, како гледаат на вас, како ве прифати општеството, тамошната средина каде што действувате? Прекрасно. Можеби првично кога почнавме да разговараме, малце беше нели она чудно, ама меѓу другото потоа беше да речеме значи со некое си она зближување и признавање, па почнуваме да разменуваме искуства, начинот на производството, па она читањето на литературата, примени нешто, направи промена. Да. Значи, да не бидеме се уште земјоделци да произведуваме храна со копач и мотика, значи малце треба да се унапредиме. Значи денес има доста напредна технологија, начинот за да ни се олеснат нели сите тие работи. Ние не им посочувам дека треба да произведуваме на вештачки начин храна. Тоа е најмалце. Да. Значи, пазиме на целиот биодиверзитет за сите работи. Значи, ја гледаме еколошката страна. Затоа начинот на пакувањето на храната е да биде во исклучиво да речеме значи за храна. Па одиме да биде после да можеме да створиме услови за рециклирање нели на тој дел. Значи да пазиме, а не само да дојдеме до ситуација готово направивме, дотеравме нели, а после нас ѓубре. На самиот крај ќе го заокружам разговорот со овој пресладок коктел, може така да го наречеме? Може. Ќе наздравиме вака. Наздраве. На здравје и ќе ни кажете што точно пиеме. Значи тоа е еден домашен, обично кажано сок или она мохито. Базата негова е бозел, кој содржи имаме маточина внатре, имаме значи и ментол или мента, имаме лимон или портокал по желба. Тоа е 100% природен, значи нема никакво готвење, нема шекери, нема ништо, значи тоа е 100% природен начин на подготовката на пијалокот, а лимонот е украс кој го имаме нели ставено и босилокот кој го имаме нели е исто како украс, мада јас на крајот можеби ќе го снема и него, ќе го употребам. Да, ќе си го изедете. Можеме се е хранливо, овде се можеме да изедеме. Апсолутно. Ние после неговото нели преработување го правиме фактички нели во коцка за да може да остои, пошто не е секојдневната нели подготовката, сами може да видите дека всушност ледот ни е тоа, така? Да, коцките се сокот. Коцките лед се всушност сокот. Да. Многу интересно. интересно. И тоа е разложувањето нели негово, освежува, хранлив и прекрасно нешто. И јас можам да го потврдам тоа што го кажавте, на вистина освежува, ова е вистинското нешто што треба да го пиете во овие топли денови со кои што преживуваме буквално. Ова е еден од сокчињата, имате уште бројни производи кои што Во течна форма имаме само 3. Така? Кои ги правиме, тоа е компотот од 10 видови на овошја, кој го правиме, значи исто като го имаме него, ама можеби после можеби да направиме нели една проба и имаме чај. Чај за освежување исто од 5 видови нели на чај. Тука е мајчината душичка, тука е кантарионот, тука е камилицата, ајдучката трава и бозгл. Значи 5 чаја, значи правиме еден во едно и сепак добиваме значи еден многу прекрасен пијалок кој дали сакаме или не сакаме, значи тука негде се нели ставени. Исто го користиме розмаринот, користиме го босилокот, користиме и други копривата ја исто ја имаме и ја користиме и семе и во лиснеста форма. Тие не се 3 пијалоци кои ги имаме и мислам од овошјето ние можеме да направиме многу повеќе пијалоци. Да, сигурно. Секој овошје си има свое. Јас не сум слушнала до сега на едно место 10 производи. Сокче од 10 Да, апсолутно тоа е она компот, значи не е варено, тоа значи луѓето да забораваме дека чај треба да вариме, значи компоти треба да вариме, да вриеме, да ги клокотиме, па после да ги употребуваме. Не. Значи има си начин на подготовка и притоа, значи он се топли. 50 на степени се максимални кои ги користиме фактички за да го извадиме неговиот сок.
Така. Да го редихидрираме А не и да треба го да го добиеме. Нема вриење. завриваме. Нема вриење, значи. Дури ни чајот. Ни чајот. А од сега поинаку ќе го готвам чајот, И добро? истата форма и зеленчукот. И зачините кои ги ставаме во храната, готвена храна, значи он се става на крај кога треба само да се редихидрира и да го даде своето својство кое го имаме фактички внатре. Секој готвење и врење на зеленчукот имаме само обична трава без ништо. Без никакви вредности. Ова е добар податок. Да, и луѓето треба да знаат дека треба ние да почнеме полека да се враќаме на традиционалното, не на еднообразната храна и вид на храна, пошто ние имаме многу. Нашето поднебие со 4 годишни времења, сите годишни времења ни овозможуваат да имаме храна која можеме да ја добиеме, ама треба да внимаваме фактички на низината хранлива вредност. Отец Гоце, на крајот кажете ми каде можат да ве најдат, преку интернет? Да, преку интернет, значи може слободно да ме побараат, значи на Facebook е мојот профил кој го имаме. Гоце Младеновски. Гоце Младеновски, сите тие работи, телефонски комуницираме, праќаме по карго, пошто се уште треба да работиме на случајот, законски сите работи за да можеме да излеземе, можеби како продавница, како било која форма, треба да го спазиме, значи и законот, не можеме да го избегнеме него. Значи се треба да биде регуларно и доследно. Ви благодарам, ми беше задоволство, благодарам и за оваа напивка која што ми ја направивте и со која што се освежувам ова утро. Ви благодарам многу. Благодарам што дојдовте од Радовиш и се надевам на скоро видување. Благодарам исто на поканата, на добриот пречек и доброто домаќинство ваше. Почитувани, ќе ве поканам и понатаму да следите slobodnpečat.mk, читате ги најновите информации на нашиот портал.